Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Гостивар има 3 децениска традиција на славење на Христовото раѓање која не изостана и годинава. Намален број на хоспитализирани пациенти со COVID-19 во Тетовската клиничка болница. Состојбата со коронавирусот во Гостивар е подсмирена, но лекарите предупредуваат на можност од нов бран. Големиот празник Божич се чествува 3 дена, а денес вториот ден се одбележува како собор на Пресвета Богородица. Гостивар има 3 децениска традиција на славење на Христовото раѓање која не изостана и годинава со централна прослава вчера наутро, но под протоколи. Со светата литургија чиноначелствуваше митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф. Христос се роди, навистина се роди. Ова е светиот поздрав за православните верници со кој се поздравуваат и си го честитаат големиот христијански празник Божик. Христовото раѓање се чествува 3 дена, а денес, вториот ден Божик, е посветен на Мајката Божја и се одбележува како собор на Пресвета Богородица. Гостивар има 3 децениска традиција на славење на Христовото раѓање, која не изостана и годинава со централна прослава вчера наутро, но под протоколи. Верниците носеа маски, не се задржуваа во храмот долго време и изостана заедничката празнична трпеза. Со светата литургија чиноначелствуваше митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф во сослужение со свештенослужителите од Гостиварското архиерејско наместништво. И благословено да биде денот, што порадосни, повесели да се гледаме до година, во подобри услови, што побрзо да не одмине ова зло кое што го најде светот и нашата татковина. За многу години шеднашка, напоможено. Пред верниците, архиерејскиот намесник на Гостиварското наместништво Маријан Чомадевски го пренесе божикното послание на поглаварот на МПЦ господин Стефан, во кое меѓу другото се вели: Нека биде и време на благодарност до здравствените работници, чија саможртва треба да биде за пример. На сиот наш народ, овде во татковината и насекаде во светот, им ги честитаме божичните празнувања, поздравувајќи ги со се радосниот поздрав. Христос се роди. Честито и од Бога благословено новото лето Господово, Стефан архиепископ Охридски и Македонски, со членовите на Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква Охридска архиепископија. За многу години. Верниците кои присуствуваа на литургијата со молитва за мир и спасение запалија свеќи и оставаа дарови, а оние кои ги постеле 6-неделните пости се причестија. Граѓаните со кои поразговаравме, без исклучок рекоа дека најважното што го посакуваат е доброто здравје и да заврши пандемијата. Господ да не чуват пред се, да не чуват од ова опака болест, да ги спасит, да ги покои душите на сите кои починале, да си најдат мир и спасение. Мене скоро сега ми почина добар другар, за жал, сочувствувам со неговата фамилија, со сите. Им посакувам на сите здравје, среќа, благодет Божја, љубов и Господа не чуват. Здравје и слога само во секое семејство. Тоа е најважно во животот. Другото се ќе си дојде само по себе. Како ќе го прославите празникот? Дома во домашни услови. Вистина се роди. Кои се вашите желби за нова година и Божик? Да заврши коронавирусот. Да имаме добро здравје, да не ова да помине што било, да биде напред све, да биде убаво. Тоа желбата моја и да имат здравје, пари, све тоа. Желбата моја. Друго и на сите народ му честитам све најубаво и да биде добро, весело и најубаво. Вистина се роди. Како ќе го прославите празникот? Па дома. Дома убаво, традиционално. Традиционално како и секогаш. Ова година со под маски, друго нема разлика. Кои се вашите желби за нова година и за Божик? Здравје, мир и секому. Најпрво тоа е најважно. Здравјето. Да се тргнат овие од нас, овие маските што ги имаме. Друго, што би посакал? Се најдобро за сите.
Утре на третиот ден Божик се празнува Свети првомаченик Стефан, кој бил каменуван затоа што проповедал дека во Исус не веруваат само лошите луѓе. Во клиничката болница во Тетово е намален бројот на пациенти кои имаат потреба од медицинска помош и хоспитализација. И покрај релативната стабилизација на состојбата, лекарите со апел да се почитуваат мерките. Сепак Тетово е на второ место по бројот на активни случаи. Деновиве се регистрираат помали бројки на нови случаи со COVID-19 во Тетовскиот регион. Во однос на минатата недела, бројот на хоспитализирани пациенти и лицата кои што имаат потреба од медицинска помош во Тетовската клиничка болница е намален за 30%. По разлика од прошла недела, ова недела имаме 20 хоспитализирани пациенти и амбулантски пациенти се намалени на 20-30 пациенти, што имавме околу 60-70 пред 3-4 недели. Пациентите кои што се хоспитализирани во болница има и тешки, али голем број се во така подобра ситуација, здравствената состојба е подобро. Некои голем број се на кислородна терапија. И покрај релативната стабилизација на состојбата, лекарите со апел да се почитуваат мерките, особено поради доаѓањето на иселениците во родните места. Ризикот за зголемување на бројот на ново заразени се уште постои, бидејќи имавме враќање на нашите сограѓани, така да ние очекуваме ова недела да имаме изголемен број на пациенти. Сепак мерките се уште важни, треба да се придржуваме кон сите тие препорачани мерки. Иако бројките на заразени со COVID-19 се намалуваат, сепак по бројот на активни случаи Тетово се уште го држи второто место на листата на Институтот за јавно здравје. Во моментов активно болни се 705 лица, а вкупниот број на COVID диагностицирани пациенти од почетокот на пандемијата досега достигна 4833. Состојбата со коронавирусот изминатиот период во Гостивар е подсмирена, но лекарите предупредуваат на можност од нов бран заради празниците и доаѓањето на печалбарите. Бројката на активно заразени падна на 450. Периодов што измина на гостиварското подречје се регистрираа повеќе оздравени од ново заразени со коронавирус. Дека состојбата е подсмирена, потврдува и намалениот број на пациенти хоспитализирани во ковид одделенијата. Е подсмирена ситуацијата и со полесна клиничка слика и што ни доаѓаат и амбулантски што се прегледуваат и тука што што ни лежат, значи се со полесна клиничка слика и доста е намален бројот на пациенти. Сепак лекарите предупредуваат на можност од нов бран заради празниците и доаѓањето на печалбарите. Апелираат граѓаните да се воздржат од поголеми собири за да се избегне ризик од повторно разгорување на вирусот. Пак мерките не се придржува народот према мерките. Сега башка печалбарите и христијанскиве празници што идат, значи апелираме ние, еве и давам и денеска нов апел, значи да се носат маски, да нема собирање на народ, затоа што дали е подобро годинава да чекаме 20 души, а в година 10, да ги немаме 10 души од тие или да си чекаме в година сите 20. Значи по мене, значи да се имат маски носење, да има растојање меѓу луѓето и трето да има хигиената да се одржува на највисоко ниво. Објектите на модуларната ковид болница во Гостивар веќе се монтирани. Периодов привршуваат останатите подготовки, а ќе се прави и реорганизација на медицинскиот персонал за да се одговори на потребите. Затоа што ние не можеме и ова да го обскрбуваме инфективно и тука да одиме на двете места. Ние можеме консултации, пак ние сме инфектолози од таа бранша, ради таа болест, али другото нема да можеме да го обскрбиме. Значи ова, затоа што ние дежураме сега петина, од кои сме 20 инфектолози и тројца се специјализанти. Значи специјализантите ги ставиме во тешка ситуација и нив, бидејќи има и уролози, има и интернисти, има и ова што им е малку подалечно оваа болест. Моментално бројката на активно заразени со корона во општините Гостивар, Маврово, Ростуши и Врапчиште е околу 450.
Од почетокот на пандемијата во овој регион потврдени се вкупно 3436 ковид случаи. За 148 лица болеста завршила со смртни последици. Министерот за здравство Венко Филипче при денешната посета на Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство најави дека најдоцна до почетокот од февруари се очекуваат првите дози вакцини. Министерот за здравство Венко Филипче денеска пред медиумите објасни за колку вакцини Македонија аплицирала и кога се очекува да пристигнат првите дози во нашата земја. Вчера стигна писмото за најава од страна на ковакс механизмот дека е можно вакцините преку овој механизам да стигнат на крајот на месец јануари или почетокот на месец февруари. Ние вчера ги пративме и аплициравме со сите документи во однос на спремноста, а тоа е на анализа која што ја правевме и евалуација на нашиот систем заедно со Светската здравствена организација и практично веќе аплициравме да бидеме во првата група на земји согласно спремноста на нашиот систем во однос на чувањето на температура на минус 70 степени, дистрибуцијата и практичната апликација преку центрите за јавно здравје, односно здравствени дома и да бидеме првата група на земји кои што би ги примиле вакцините. Дедлајнот за апликација е 18 јануари, тогаш сите земји кои што според евалуацијата на Светска здравствена организација се спремни, може да аплицираат и после останува да видиме кога точно би пристигнала пратката. Според нивното писмо станува збор за Фајзеровата вакцина, а следна која што доаѓа предвид е вакцината на AstraZeneca. Министерот најави дека и лекот Инвермектин ќе стаса во земјава во следните 2 недели. Лекот ќе се издава на рецепт од страна на матични лекари секако во болнички услови. Студиите укажуваат дека се дава Инвермектинот во 3 сценарија, ке ризични групи на работници кои што имаат висок ризик да заболат, втора група луѓе кои што биле во контакт со заболен, потврден контакт и нормално кај луѓе кои што се заболени и кај трите групи на граѓани, односно пациенти, има различни индикации, различно дозирање, затоа е битно да биде давањето апликацијата под контрола на лекар. Јас верувам дека следните 2 недели ќе биде достапен во нашата земја. Логично е барањето на угостителите и ќе биде разгледано на некој од следните состаноци на Комисијата за заразни болести, рече Филипче. Според него што и да важи како ослободување на мерките, нема да биде пред 21 јануари. Да, логично е барањето и ќе го разгледаме на некој од следните состаноци на Комисијата за заразни болести. Ова скратување на времето дополнително, иницијално кога беше донесено минатиот месец, рековме дека ќе биде до 21 јануари, кога практично и завршуваат прославите, верските празници и така натаму. И тогаш веќе по автоматизам се враќаат на работно време до 21 часот, но ќе разгледаме барањето дали би може да се продолжи за уште 2 часа. Што и да важи како ослободување на мерките, секако ќе биде после 21 јануари. Министерот Филипче со оценка дека епидемиолошката состојба е прилично стабилна, со тренд на исклучително мал број пациенти. Денеска во Тетово лишена е од слобода 26-годишната тетовка поради основи на сомнение дека претходно извршила кражба во фирмата во која работела, при што од касата одзела парични средства во вкупен износ од 2600 евра. Следуваат останатите информации од полицискиот билтен на СВР Тетово. Во текот на изминатото деноноќие, 67 лица во Тетовско-гостиварскиот регион биле казнети за неносење заштитни маски. Угостителски објект во Гостиварски градец пак работел по дозволеното работно време. Собственикот на објектот, 35-годишник од ова село, бил лишен од слобода вчера вечер околу 21 часот. Во објектот кој работел престојувале 20 гости. Собственикот бил задржан во полициската станица Гостивар и по целосното расчистување и документирање на случајот ќе му биде изготвен поднесок по член 206 од Кривичниот законник за непостапување според здравствени прописи за време на епидемија.
И 24-годишникот Градец вчера вечер бил лишен од слобода, бидејќи одбил да се легитимира, се однесувал агресивно и давал отпор при лишувањето. Тој е задржан во полициската станица Гостивар за расчистување на случајот и против него ќе следува соодветен поднесок. 62-годишникот истото село пак вчера во СВР Тетово пријавил дека физички бил нападнат од негов соселанец со кого подолго време имал нарушени односи. Нешто подоцна напаѓачот бил приведен во полициска станица, пошто му се одземени пиштол и ловечка пушка кои ги поседувал со дозвола. Се расчистува и документира случајот. Вчера во Тетово полициски службеници привеле 44-годишна косовска државјанка поради сомнение за илегален влез и непријавен престој во нашата земја. Таа била задржана во полициската станица Тетово за натамошна постапка. Од СВР Тетово информираат и за сообраќајна незгода случена вчера на крстосницата на улиците Никола Тесла и Бранко Станоевиќ во Гостивар, при што патничко моторно возило Фиат Идеја со гостиварски регистерски ознаки, управувано од 53 годишен гостиварец, удрило во две девојки од долнореканското село Врбјане на возраст од 18 и 15 години. Повредените пешаци пренесени се во гостиварската општа болница Ферит Мурат за укажување лекарска помош. Увид извршила екипа од Оделението за внатрешни работи Гостивар. Во продолжение следуваат информациите од спортот. Одбојкарската репрезентација на Македонија ги одигра последните контролни надпревари пред стартот на квалификациите за Европското првенство. На гостувањето во Софија нашите одбојкари забележаа два идентични порази од по 3:1 од селекцијата на Бугарија. На првиот надпревар Македонија поведе со 1:0 откако го доби првиот сет со 25:23. Во продолжениот надпреварот следуваше комплетен пресврт и 3 освоени сетови во серија на репрезентацијата на Бугарија со 25:18, 25:22 и повторно 25:18. На вториот надпревар во Софија Бугарија имаше водство од 2:0 во сетови откако ги доби првите два сета со 25:23 и 25:17. Третиот сет им припада на нашите одбојкари со 25:22. Последниот четврти сет го освоија домашните со 25:20. Одбојкарската репрезентација на Македонија од понеделник ќе учествува на квалификацијскиот турнир за пласман на Европското првенство. На турнирот во Скопје освен Македонија ќе учествуваат Турција и Босна и Херцеговина. Токму Босна и Херцеговина е првиот противник на нашите одбојкари на надпреварот кој ќе се одигра во понеделник во спортската сала Борис Трајковски во Скопје со почеток во 18 часот. Ракометната репрезентација на Македонија административно беше елиминирана од квалификациите за настап на светското првенство и како прва резерва очекува некоја од репрезентациите да се откаже за да настапи на собирот во Египет. Од таа причина селекторот Данило Брестовац ја собра репрезентацијата за да одигра два контролни надпревари против Чиле, репрезентација која ќе игра на светското првенство и се подготвува во нашата земја. На првиот контролен надпревар подмладената репрезентација на Македонија го совлада Чиле со 25:21. Најпрецизни во нашата репрезентација беа Жарко Пешевски и Мартин Серафимов со по 5 погодоци. Вториот надпревар помеѓу Македонија и Чиле ќе се одигра утре во спортската сала Јане Сандански во Скопје, повторно без присуство на публика.
Почитувани гледачи, тоа беше се за денешното издание на регионалните вести. Останете во добро здравје. Пријатно!